Македонија навистина има со што да се гордее. Неколку пати во емисијата спомнуваме за големиот успех кој што ни го приредија вчера нашите денешни гости. Златен медал за машката кадетска репрезентација и сребрен за женската на светското училишно првенство во ракомет кој што се одржа во Македонија, поточно во Скопје. И токму затоа наши гости утре во Елена Мицковска, председателка на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, Горан Кузмановски селектор, Бобан Поповски капитен, Лука Јович крило, Даниела Велјановска новеска селекторка, Мила Ристовска капитен и Марија Димовска домене бек. Ќе почнеме со Елена. Елена, веќе можеме да ту слуваме како и наша колешка. Да. И се разбира честитки за огромниот успех, навистина ни израдувавте сите. Благодарим. Добро утро. Јас по трет пат сум во вашата емисија, навистина се чувствувам убаво. Пријатно да не кажам како дома. Благодарам јавно за медиумската покриеност за целото светско првенство, особено за овие момци и девојки кои што навистина заслужуваат да бидат медиумски покриени. Да, горди сме, навистина сме горди затоа што селекторот и селекторката не направија навистина горди заедно со нивните играчи. Освоивме злато на светското првенство, освоивме сребрен медал исто така по категорија на девојки и мислам дека треба да бидеме горди како држава по областа на спортот, а ние како Федерација на училишен спорт навистина сме премногу горди. 6 надпревари, 6 победи за машката репрезентација, заслужен успех за момците, се разбира тука ќе ги споменеме и девојките малку подоцна. Очекувавте ли апсолутна доминација? Пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата и морам да ја пофалам училишен спорт за одличната организација. Јас имам големо искуство од вакви надпреварувања европски и светски, али ова беше стварно на големо ниво и можеби тоа беше клучот машката и женската репрезентација да освојат медали. Се чувствувавме стварно професионално, све беше како што треба. За очекувањата нормално. Амбициите на нашата репрезентација за машката зборувам дека беа прво беше да освоиме медал, нормално како домаќини бевме фаворити, но некогаш е многу тешко да ја оправдаш таа фаворитска улога. Морам да напоменам дека ние исто така бевме 10 дена на медитерански игри. После, од кога се вративме од медитерански, продолживме нови игри, одигравме 12 утакмици во 14 дена. Не беше ни малку лесно за нашите репрезентативци, настапуваа 14 играчи, немаше промена, имавме доста болни, повредени и на крајот можам да кажам дека заслужено завршивме, освоивме златен медал. Можеби гол разликата на сите утакмици можеби беше малку се повисока, но не беше ни малку лесно. Бевме доста сконцентрирани. Јас имав многу разговори со нашите играчи, им кажав дека ваква прилика можеби еднаш ќе се случи во животот, но сепак треба да биде тоа за нив еден поттик, една самодоверба за понатамо и пред се да кажам дека ова е голем успех за македонскиот спорт, а посебно за ракометот. Докажавме дека и во машка и во женска конкуренција дека спорт број 1 кај нас е ракомет и ние сме ракометна држава. И се надевам дека, пошто ние сме сега, ќе имаме 4 години континуитет на оваа генерација, се надевам дека од година до година ќе растеме. Имаме репрезентации со кои што можеме да се гордееме. Второ место за девојките, сребрен медал подеднакво значаен како златото на момците. Вие не бевте и претходно гостинка, пред да започне ова светско првенство и тогаш рековте дека имаме со што да се гордееме и навистина се оствари тоа што вие го кажавте тогаш. Да, ме прашавте тогаш колку медали очекувате, одговори за сите по еден. Така беше. Така излезе. Имавме многу тешки надпревари. 5 во континуитет победи. Надпреварот со Белгија и Грузија надпреварите со Белгија и Грузија беа малку по-лесни, да речем како вовет, меѓутоа Турција, Бразил, исклучително тешки надпреварувања, Словачка исто така. Со овие девојки пред нецела година дена имавме еден пријателски двомеч со репрезентацијата на Хрватска, каде што губевме 20 разлика. Сега бевме на чекор до златниот медал. Едноставно таа спортска зрелост веројатно оваа генерација треба да ја достигне во периодот кој што следува. Задоволна сум од учинокот на овие девојки, иако вчера малку тагувавме, меѓутоа мора да дадеме поддршка
многу повеќе на женскиот ракомет и ова надпреварување кое што се случи е едноставно апел дека мора да се вложува многу во младинскиот спорт и во женска и во машка конкуренција и едноставно ќе ни послужи како модел како во иднина да ги развиваме овие нови генерации понатак. Нема потреба да бидете тажни, се разбира, ова е секако голем успех. Еве и малку ќе ги вклучиме и златните момци Бобан и Лука. Ќе почнам со Бобан. Очекувавте ли ваков успех? Со оглед на тоа дека малку одговорноста беше домаќини, па и на тој терен или да се префрли? Да, во прв план ни беше да играме во финалето. Тоа го остваривме, игравме супер, покажавме карактер, покажавме пред наша публика како се игра. Освоивме медал. Браво, честити. Лука, како е твоето искуство? Па, ете, имавме фаворитската улога на овој турнир, но тоа не ни представуваше никаков притисок, тоа ни беше само мотив плюс да газиме јако и покажавме на терен. Се подготвувавте поинтензивно, предпоставувам, пред овие игри или сепак имавте, нели, регуларни тренинзи и она што вие го правите практично? Да, пред овие игри ние учествувавме на Медитеранското првенство во Словачка. Так. Со тоа се подготвивме за овие игри и овие игри мислам дека ни се една добра подготовка за Европското првенство што ни следи во крај на јули. Посакуваме успехи таму. Една одлична организација, самиот почеток на ова светско првенство, па си до самиот крај. Како сте вие задоволни од финалниот резултат? Па морам да истакнам дека навистина сме презадоволни, како што кажа и селекторот, вистина се потрудивме да го износиме ова светско првенство некако како што доликува, како што треба, за да целиот производ заврши така како што заврши, нели, во текот на вчерашниот ден со таа церемонија на затварање. Морам да истакнам дека сами не можевме да успееме во целата оваа организација. Јавно се заблагодарувам на сите институции кои што беа вклучени во целата организација, волонтерите кои што безрезервно работеа изминатиот период и сите инстанци за да можеме навистина да се носиме со ова светско првенство. И како шлак на тортата, овие медали кои што нашите ракомитари и ракомитарки не израдуваа со злато и со сребро. Ајде малку и девојките сега. Дојде ред и на нив Мила и Марија. Колку вие сте задоволни од вашиот успех? Многу сме задоволни, но на крај штета што не е златото кај нас, но сепак ова што го постигнавме, работевме напорно изминатиот период и во секој надпревар влеговме максимално фокусирани и го пруживме својот максимум, но штета во финалето противникот имал малце повеќе среќа, но сепак со среброто тоа е голем успех за нас и мотив за повеќе работа понатака. Не сме да ве обесхрабрува. Марија, ти како е твоето? Јас сум многу задоволна на моите девојки и успех е тоа што влеговме во финалето. Сега како се разбира, во финалето нема фаворити, но ете среќата беше повеќе на нивна страна и сепак и ова е успех за нас што стигнавме до финале. И тоа е голем успех, така е. Лена, ќе го споменаме и Министерството за спорт, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Навистина огромна поддршка имавте од нив. Да, имавме најголемата поддршка имавме од Министерството за спорт, министерот за спорт господинот Борко Ристовски, исто така благодарност и поддршка до деканот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, господинот Владко Неделковски, кој што ни отстапи на неговата сала, за да можеме да го реализираме ова светско првенство. Горан, кои се следните предизвици со оглед на тоа дека децава веќе кажа европското првенство е следен? Да, мислам дека ова светско првенство добро ни дојде за поттик и за самодоверба кај овие играчи. Ние генерално веќе сме една година заедно. Наше прво надпреварување беа тие Олимписки игри, каде што беше почеток на оваа генерација. Уште тогаш видов дека има доста талентирана генерација. Оваа генерација морам да потенцирам дека нема изразито лидер или играч, туку сите сме како едно. И ќе кажам една голема благодарност до Ракометна федерација која што ни овозможува доста турнири, доста надпреварување, доста собери на оваа репрезентација. И сега сепак ни следува еден мал одмор. Во мај месец имаме ЕХФ недела, неколку пријателски утакмици со Грција и веќе летниот период ќе бидеме фул. Не знам дали ќе имаме време и за летни одмори и не очекува едно европско првенство каде што имаме една тешка група со Словенија, Шведска и со Франција, но сепак
Сега сме малце качени на едно скалило и најбитно нешто за овие ракометари и за играчите, можам да потенцирам и за овие девојки кои стварно направи еден успех, е како понатаму ќе продолжат. Дали ќе останеме на ова исто ниво или ќе се качуваме скала по скала, тоа е најбитниот момент, пошто јас сум бил исто на 17 години, ја и Данче, еве Јелена беше врвна спортистка, знаевме дека талентот и успехот се качуваме на една скала, но после тоа дали како ќе продолжиме. Значи, они треба да продолжат уште појако, да бидат помотивирани, да работат за да сепак оваа држава да ја направиме среќна. И вакви медали, не само во кадетски, во младински, и ќе да почнеме во сениорски спорт или ракомет да освојуваме. И да има што повеќе се разбира. Така е. Што со девојките, Даниел? Девојките во следниот период немаат некој посебен ангажман. Ние на Европското првенство минатата година го освоивме 22-то место и од тука влеговме во Б дивизија, што реално за тогашниот, да речем, капацитет на оваа генерација беше реален успех. Меѓутоа, сметам дека во следниот период кој што доаѓа, треба да го надополниме со овакви меѓународни надпреварувања и во таков еден континуитет да созрееме и мислам дека од таа Б дивизија ќе имаме шанси повторно да се вратиме на европските првенства. Ќе потенцирам лично, честитам на девојките. Јас сум пресреќна затоа што ние како јас со мој стручен тим имавме прекрасна енергија и фидбек со оваа генерација, но исто така, како што кажа селекторот Горан, како што ние растевме заедно во таа наша генерација и они веќе почнуваат да пренесуваат една убава енергија во јавноста и да даваат еден нов импулс за овие млади генерации, како е да се биде идол на својата генерација во своето време. Значи, допрва доаѓаат успесите и за едната и за другата, да речам, селекција. Ту кажавме дека имаме огромен потенцијал, веруваме, како што споминавте вие како селектори во овие млади луѓе, се стекна многу нови пријателства, верувам дека ова е огромно искуство за нив, искуство и за вас, меѓутоа пред се за овие млади луѓе. Ајде ќе го заокружиме овој разговор со вас, како најмлади тука во студиото, како вие си поминавте на ова светско првенство, се стекнали нови пријателства, какво е искуството? Стекнавме едно огромно искуство, стекнавме нови пријателства, имаше спортисти од целиот свет и тоа стварно беше еден огромен плюс за нас. Да го тргнеме на страна ракометот, пријателствата се во спортот исто така многу битни и тоа беше едно многу убаво нешто што се случи на оваа гимназијата. Се согласувам со Мила. Стекнавме многу големо искуство од сето ова надпреварување. Запознавме многу репрезентации, се беше во најдобар ред. Елена, не очекуваат ли други вакви некои настани во блиска иднина? Апсолутно не застануваме тука, не очекува, се извинувам, Европското првенство во футсал во Бања Лука веќе наредниот месец, потоа не очекува светското првенство во кошарка во Златибор во јуни месец и се надеваме дека момците и девојките кои што ќе учествуваат на овие настани ќе донесат исто така медала на оваа држава. Уште за крај да ќе ги вклучиме уште Бобан и Лука, затоа што останавме должни за уште едно прашање кон нив. Како вие сте задоволни целокупно, стекнавте ли вие нови пријателства, очекувате ли патувања, здружања заедно со сите кои што ги запознавте? Да, како што кажа, девојките се запознавме со многу ракометари од многу земји, делевме мислења, зборувавме, комунициравме цело време, супер се поминавме, искуството е големо што го добивме од ова надпреварување и ќе ни значи многу за понатаму. Дека би се сложил со Бобан, стегнавме многу нови пријателства со играчи од различни земји. Исто овој собир ни помогна тимската хемија се покачи на едно уште повисоко ниво, како и меѓу нас, така и заедно со девојчињата. Ова е едно големо искуство за сите нас и тоа. Да, тимот кој што победува, нели не се менува. Ви благодариме многу што одвоивте време за Македонија наутро. Знам дека имавте многу напорна недела, многу напорен вчерашен ден, меѓутоа ете. Одлично се држите. Можеме малце гласовите ви издаваат, меѓутоа и на такви успеси славието е нормално. Неизоставен дел од сето тоа како финиш на целиот тој период кој помина.
имавме навистина голем повод за славење и го прославивме заедно со момците и со девојките. Морам да истакнам за крај дека навистина имаше одлична енергија во двата тимови, во машка и во женска подеднакво. Јас се радувам што овие деца се навистина позитивни модели за идните генерации. Да, се чувствуваше таа убава позитивна енергија на терен. Ви благодариме уште И благодариме на вас.